ја нареков во и така беше крвава олимпијада. Моја прва крвава олимпијада и така. Дарко Панчев првиот договор со мене го има потпишано тамо за во Вардар. Голи одев од овде на плажа на Вардар, погаѓаме, немој бе, вика, Шешко е тамо, Вардар каков е, не бе, одиме ние демармалци на Вардар. И јас како единствен од Македонија во репрезентативниот состав го кревав знамето тамо на стоење. Сајлите беа зрѓани, на бугаринот му викам, ако заглавам кога ќе се интонира химната, викам помагај. А тој крупен вака како тебе, фрлач на диск беше. Петнаесет олимпијади, тоа значи многу отсуство од дома. Па многу е, сега олимпијадите, чекај, до која стигнавме? Ја кажав Сиднеј. До Ибрагимов. Сиднеј, па 92 Солт Лейк Сити зимската. Па после 96 Атланта, па 98 Пекинг да не беше. Не, 2008 Пекинг, а 2004 беше Грција. 2004 Атина, значи Атина. После Атина доаѓа Пекинг. После Пекинг доаѓа 2012 Лондон, Болт. Да. И последна олимпијада ми беше следната, после 2 години лондонската олимпијада која помина во Сочи. Во Сочи, тамо Ристевски беше добро пласиран во салонската трка, 29-ти. И тука веќе јас пуштам завесата за олимпијади. Меѓутоа сакам да кажам дека иако не бе во телевизија, јас се снаоѓав бидејќи сакав да одам на тие олимпијади, или спонзор, или ова, она, ама одев на своја сметка, да бидам таму, со олимпизмот и тоа не држеше, тој ентузијазам уште од младите години кај бе не провеуваше и се зачува, па и до ден денеска што се вели. Еве, последна голема приредба ми беше 2023 Будимпешта светско првенство во атлетика. Тоа сега, скоро. Па сега лајв која растарча. Вие и онака си отидовте, така? Као за Нова Македонија, бидејќи сега пишувате Нова за Нова Македонија, да, пишувам за нив. За нив од тука се јавува, за нив се јавував од Катар, од Доха, од светското првенство пред Будимпешта. Добро, Михајлов, бидејќи имате страшно искуство, значи ова се само олимпијадите, да не зборувам и светски првенства, предпоставувам фудбал. 18 атлетски имам. Во други спортови јас дебитирав со преноси од светско првенство за жени во ракомет во Југославија. Ја 5 дена во телевизија која поминав во 1973 година коментирав, Југославија стана светски првак во Пионир тога. Знаете што сакам да прашам, бидејќи имате толку искуство зад вас, што бога ми не е само новинарството, бидејќи сте биле и во сршта и на спортот. Овде е Партизан ракометен клуб, за атлетиката да не говорам. Каде ние грешиме? Имавме борење. Јас се сеќавам на вас на Бучим, кога го прогласувавте и европски и светски првак. Тоа беа и ваши 2005 и 2006. Да, 95 и 95 и 96. Тоа беа и ваши и солзи, радост, голема радост беше. Радост неверојатна со Ибрагимов рад. Борењето го снема, значи порано било Бучим Балканец, ја видите, знам, тоа било, имало спорт. Ние денес немаме, знаете, ќе ги видите србите, ќе извадат една Шпановиќ, ќе извадат атлетичари еден куп. Еве, ако сакате Хрвативе и Влашич и Сандра Перковиќ. Па и Топичка, младата од Топич. Говорам за медалисти, да не говорам за овие нови во ски скокови. Копија, да не говорам овие во
ски скокови словенците што растурат. Можно ли ние ништо да немаме? Со Петар Прев сме добри Прев. пријатели. Стварно? Имам и слика, ќе ја видиш, ќе ја Па дајте пресликаме да ги од, снимаме, ти се ќе тоа е снимиме. лудела фамилијата. од Олимпијадата Какви во скокови Сочи. се тоа, човече, не... Во Сочи Домен Превц беше тогаш млад и он ми кажуваше дека цела фамилија сме. Сите скокат, нели излезе една видите. слика, се појави сега на Олимпијадата, како го гледа татко и они се наместени да Сите тоа. да И скијат. Тоа е Мислам- неверојатно е ние што правиме ние. Наместо ја цело време тоа велам. Што е потребно? Колку пари се потребни за да најдеш некое дете кој што ќе фрла ѓуле или диск? Ај стадионот што го да утна за тргнеме атлетика од го ова. утна. Пари се потребни прво за стручни кадри да создадеме. Во атлетиката не сум убеден дека имаме некој вака тренер што може да го доведе атлетичарот до европскиот, балканскиот, европскиот или светскиот. А како можат србите и хрватите? Например, Србите и Перковиќ хрватите како е? може, србите и хрватите се организирани уште од бивша Југославија. А ние што правевме тогаш? Па ние ништо не правевме. Ние зависевме од кој што ќе даде. Парите за спортот беа минимални. Спортот... Добро, имавме бокс, имавме борење. И тоа го немаме. Па и тоа го немаме затоа што тогаш ако се јавеше некој се вложуваше во него, во АЦ Русевски, во Шабан Трстена, Шабан Сиди. За поголеми вложувања нема пари. А јас велам дека нема, меѓутоа треба да се најдат спортски работници што ќе бидат упорни и што ќе бараат средства. Јас кога бев во Вардар, например, немавме заплата во јуни месец, меѓутоа ќе се снајдев, ќе се јаве во Македонија табак, во Не разбирам како нема пари, па само ако прочитам таа државна лотерија колку пари дава, па може на еден да ги даде сите. Едно дете земи од овие што ви се на семафорите, па ќе го научиш да фрла ѓуле, ја не знам која е технологијата. Сега да бидам отворен, да ти кажам, денес како ќе дојдат спортските работници, веднаш прашуваат и ако се во управен одбор на федерација или нешто, колку е хонорарот. Тогаш не се прашуваше. Во тоа време, јас динар не земав како генерален секретар повеќе од 20 години во Боречка федерација. Сатисфакција ми беше ќе одам во Лозана на светско првенство, ќе одам во Софија на турнирот, ќе одам во Остија на меѓународниот боречки турнир во Рим. Тоа беше она компензација за моите ангажмани таму во Боре. Па едно време не истера, немавме просторија, јас овде во куќава наша долу, во една просторија земав, тука беше Боречката федерација на Македонија, овде кај што сме сега. Немаше пари ни за тоа. И сите прашуваат од каде, колку. Па еве, Мишко да ти кажам, атлетичарите немаат сооблекувални. Па има едно момче кој што сега се појавува и по Дарио добар е, Дарио Ивановски добар е. Има еден босанец кој што исто се појавува на оние долги, ако не се лажам, меѓутоа не знам колку е. Не можам да поверувам што е, па не е тоа скап, толку скап спорт колку милионите во фудбал. Нема услови. Мишко, кога се соблекуваат под трибините на отворено и женските ќе влезат во автобус, кога се враќаат од тренинг, кој ќе замирисаат на пот, ќе решат како била младо девојче, а не знаат маката нејзина претходно ништо минала низ еден тренинг, кај што истрчала 5-6 километри. Мислам дека и стадионот не е утнат атлетскиот, така? Мислам дека тој на 100 метри завршува во зид таму, нема. Јамата е утната, да. Например, Болт не може да закучи таму, ќе се уа, ака е во зид. Бидејќи порано почнуваше овака со рацете да може и ќе закучи. Може ли е толку да бидеме импровизатори? Не ми е верно сега. Па не прашува ништо. Мене, например... Вас некој ве контактира да ве праша? Вие имате такво искуство да ве праша некој? Освен што еве порачки сојуз бил тука. Не, никој па и за салата која направија салата. Аз сум пренесувал ова што е Борис Трајковски, горе, коментаторските места се горе над последниот ред. Горе, кај орлите. Ја велам кај орлите, ништо не се гледа. Кај орлите не се гледа, ти рипаат гледачи пред тебе и ти кај ке пренесува. Така е. И јас бев тогаш на базенот некој менаџер во ова, бидејќи Миле Пеповски почина, го зема Технометал, па
Моцан, Кочо Моцан, директор, вика, ај без оки ти другар со мене, ги знаеш проблемите, еве и персоналот, и ај се вклучив за да не пропадне базенот. И доаѓа од тука вода зема од кај нас, сите тие работи, имавме бунар свој за базенот. И доаѓа еден од тие инженерите што беше проектант, Зоки, ајде да видиш за коментаторските места кај да ги сместиме. Има правило, што да видиш? Ја му викам, чекај, коментаторските, што ми кажеш за коментаторски места, ја зиркам салата која правите, ама се молчам. Не ги направивте кај што треба, кај ги планираш ти, вика, ајде одиме да ти кажам, најгоре, грешка. Тие треба на централната трибина да бидат тука коментаторските места, над коментаторски новинарите, ама од гледачи. Па нема, ако сакаш да биде на ниво и да одговара на сите меѓународни прописи, да може да организираш тоа, а не да се срамиш. Ко дојде овие, мене ми вика Цвитковиќ, Зоки, где чубре овамо горе, ударичу, а тој високо со глава у плафон. Мислам, карикирам. Ама не така е. И сега ве прашува вас и да не ве прашува, пусти телевизија, ќе видиш каде се. Еве сега и ги качија горе новинарите на стадионов. Исто се горе. Исто на северна треба трибина, со двоглед. Исто се горе на северна трибина. Коментатор треба двоглед или наочари како мене, па да може да ги препозне, да види. Можно ли е за толку за ништо да не бива? Ништо. Не, ја не можам да го прифатам тоа. Па еве, они грешка направија, ќе ти кажам, ги ставија фудбалерите долу да бидат по трибините, тука ништо не се гледа. И почна од тука да седат. Кај северна трибина, што ја викаме, долу беа во тоа, ходе. После ги донесо оние седишта горе и вика тренериве, резервјаме, вика не гледа, само рипаме. После стануваш и стадионот кога го правеле. Па толку атлетската стаза да ја промашиш? Јамата ја промашија, на друга страна ја ставија. Добро, тоа значи треба да си тотално, не знам, и сите си кјутат, се прават така. така. Да, и целта требаше да биде од таа страна, например, место овде кај што. Обратно е, целото е обратно. Само никој не зборуваше ни тогаш, ни сега никој не. Па што ќе зборувам? Еве, ја ги знам тие работи, ама жабе тоа како да идеш на Шар планина сам и да викаш од Церипачино, и кој те слуша? Никој, волците само. Ете, сега кога ги споменавте ова Церипашина, Маврово, Шапка, во граде си ударавме Пелистер, Јаница Костелич, со татко и са тука ги правеле првите чегреви. Како може ние ништо да немаме, ја не можам да сватам тоа. Телевизија имавме, ние репортажната кола ја носевме во снеговите преноси, имавме од Шарпланински куп. Јас сум пренесувал качен горе на репортажната кола, коментаторското место, пренесуваме. Ја влечеа репортажната со ратраците. Со ратрак за да дојде до позиција. Кој е овој господин? Тоа е Марк Джирардели, што е најзаслужен за Банско. Ете го Джирардели. За Банско. Овој кој не го знае. И благодарејќи на него и ова дојде тамо. Марија Риш, олимписка и светска шампионка во алпско скијање. Таму дојде и Супер Марио, Марио Мат. Супер Марио. Еве го, Супер Марио. Да. Сега таа следната не беше. И ова, ако не го знаете, кој е? Овој кога го фрли копието, ја бев дете од еден крај на другиот крај на стадионот. Не. Бупка не овој? А ова е Бупка, скок со Јан Железни го помешав. Да, со Железни. Со него сме во Едмонтон, тука сликани на светско првенство 2003 година во атлетика. Овој го држеше рекордот до појавувањето на Дуплантис, ако не се лажам. Имаше пред него, ама овие исто русиве, меѓутоа он беше руците има во Исембаева, уште не е соберен. Исембаева, и многу бешаат Бупка и ова. Меѓутоа Бупка беше светски рекордер и над 6 метри рипаше. После дојде Дуплантис. Не, Дуплантис е многу нов. Дупка го држеше рекорд, Бупка колку време го држеше рекордот. Колку чини овој спорт, например, скок со стап? Па скапи им се душеците за доскок, скапи се мерните инструменти, не знае никој да
работи со нив дека и го неаме тоа. Добро, тој спорт, таа скок со дисциплина. стапки го тргнеме. Ја неаме таа дисциплина, неаме кладиво, бидејќи нема кај да се фрла. Копје имавме ние репрезентативци на Југославија. Крстевски уште 60-тите години во младинска репрезентација. Љупчо Трајчев беше исто во младинска, во Ливорно, во ова за Југославија настапува. Копје нема сега. Добро, Серафимовски беше тука тренер. копје треба да купиш. За скок во далечина. Колку пари треба за скок во далечина? Што треба да инвестираш како? Не можам да пофатам некои работи. Еве ги гледам стрбиве. Што треба за скок во далечина? Значи да направиш 8 метри или 15 за троскок, да ставиш песок чевалку за почеток. Треба одскочна штица специјална, овде ставаат обична и ке затрули неа менуваат, никој не гледа. И песокот се разнесува. Еве, оди на фудбал, ќе видиш песок на атлетската патека има. Ој, еден борач, ајде да не се нервирам веќе така. Овој борач 7 пати е светски првак, Медвед од Белорусија. Ја водеше белоруската репрезентација овде на Европско младинско. Господинот ова се гледа Михајлов. полна трибина, јужна, дури има и горе нозете се гледаат на тие што беа на трибината. Ова е 74-та година, натпревар втора лига, дерби, работнички победа. Разговор на крајот од надпреварот со Цубалевски. И каква Бекенбар да држиш тукова на време. Цубалевски и ова е Глигоровски. Познати фудбалери, едниот е покоен, другиот е жив. Овде сега се подсетив со кошулава, од Италија земов Лучијано Сушенко стана европски првак и го победи. И саатот не ти од тука. Мангупски саат. И саатот е мангупски. И Фиоско Наро. Зашто збориме ние, ја не знам, видите, за вас е убаво, затоа што вие сте биле сведок на најуспешните настани, ако можам така да кажам. Криво ми е што нема овде. Но тука последно беше Ибрагимов, така? На кој што се радувавте и што се радувавте на голот на Шакири од корнер. Добро, имаше Егоров, после имаше ова на медитерански игри, на европско трета, ма све тоа. За големи надпреварување го на Олимпијади не. Голот на Шакири, вие го коментирате. Ви се посреќуваат ли тоа на новинар е најголема жела тоа да се посреќи еден таков настан, тој Саутемптон сите го споменува. И тој коментар. Тоа е убава работа, меѓутоа што да правиме сега, дали пари неаме или ова, еве се обрукавме. Пари, пуни пари сме, се обрукавме минатата година со ова европските игри што беа. Ја искачам од дома. Со децава со деца со стаповите овие ги носеа. Тие се идни светски шампиони и олимписки. Нема таксите ги носат. Ја одам на стадион, ајде атлетика да гледам, близко ми е на Сабајле во 10 часот. Ги гледам литванците, ова со автобус ги сибнале тука кај технички и прашуваат каде доаѓаат на стадион, никакво означување лево, десно, право. Немаше ни вратар, вратите отворени беа без топли. Во такси овие за скок во вис, вака ги носеа надвор, вака ги возеа како финците има вентилаторчина на батерии и на трибините и се ладеа со нив на трибини. И баш тогаш дојде и Петровиќ, овој што беше прв рекордер на Македонија во скок со стап. Татко на овој газдава на Радиово бе ова. На Ранко? На Ранко. Да, татко му е. Петровиќ, тој беше во работнички, двајцата беа членови, ја уште јуниорче, он веќе искусен. Во скок со стап, отиде да ги гледа таму овие. Многу жално. Жално, ама вистините. Нема.